Меган Маркл ја одбележа 8-та годишнина од нејзиниот брак со принцот Хари со емотивна објава на Инстаграм, каде што за првпат сподели серија досега невидени фотографии од нивната кралска венчавка во 2018 година. Војводката од Сасекс објави 2 фотогалерии со кратка порака, предизвикувајќи голем интерес кај јавноста и медиумите широм светот. Пред 8 години на денешен ден, напиша таа во описите. Меѓу фотографиите беа интимни моменти од вечерниот прием во Фрогмор Хаус, вклучувајќи го нивниот прв танц и романтични бакнежи, како и фотографии за сцената од церемонијата во капилата во замокот Виндзор. Фотографиите што никогаш досега не биле објавени во јавноста привлекоа особено внимание. На некои од нив Меган и Хари разменуваат нежности по церемонијата, додека на други може да се видат како позираат за официјални свадбени портрети. Објавени се и фотографии од зрвицата на Хари за време на свадбената вечера, додека Меган во елегантна венчаница од Живанши гордо го гледа својот сопруг. Кајли Миног имаше канцер на дојка во 2005 година, но во нејзиниот нов документарец сподели дека во 2021 година болеста се вратила. Исто така, по првата дијагноза го одложувала лекувањето и направила неколку инвитро процедури со надеж дека ќе стане мајка. До ден денес пејачката нема деца, но вели дека не губи надеж иако има 57 години. Во 2005 година Кајли Миног откри дека има канцер на дојка. На само 36 годишна возраст пејачката се избори со болеста, а со тоа што отворено зборуваше за својата битка, успеа да ја зголеми свесноста за канцерот на дојка. Но во нејзиниот нов Netflix документарец насловен Кајли, пејачката првпат откри дека во 2021 година болеста повторно се вратила. Сепак одлучила овој пат да не зборува во јавност. Во документарецот Кајли вели дека овој период се чувствувала толку лошо и физички, психички, што воопшто не сакала да излегува дома. Кајли додава дека пробувала да го најде вистинскиот миг за да им каже на фановите за новата битка, но не можела и затоа молчала цели 5 години. 57 годишната пејачка била дијагностицирана за време на рутинска проверка, а додека раскажува за тешкиот период, едва ги додржува солзите. Денеска излегува последните 2 песни од новиот албум на Коки Јанков, Навикни се на промени. Со промоцијата на песните Еден пат за еден живот и Едно мирно топло лето, виолинистот го заокружува албумот со 20 преработки на песни кои ги свиреше со дуето Дуле и Коки и со групата Тајфата. Секој понеделник во изминативе 2 месеца излегуваа по 2 песни и 2 спота кои ги снимавме во Велешкиот театар. Овој пат со екипата музичари решивме да не го чекаме следниот понеделник за новите песни, туку да излезат денеска, рече Јанков. Вечерва со почеток од 20 часот на сцената на Македонскиот народен театар ќе биде изведена монодрамата Сеанса, авторска црна комедија со која публиката ќе има можност низ хумор, сатира и гротеска да се соочи со реалноста на современото општество. Во представата го следиме ликот Јасна, жена во 5-та деценија од животот, која се наоѓа на психотерапевска сеанса. Низ нејзината приказна се отвораат прашања за современиот начин на живот, каде болката често се мери со аплауз, а понижувањето со лајкови и внимание на јавната сцена. Представата поставува прашања кои денес се поактуелни, дали јавната сцена станала колективна терапија и дали личната болка се претворила во нова форма на општествена моќ. Сеанса ја надминува рамката на индивидуална приказна и прераснува во остар, духовит и провокативен коментар за здравствениот систем, општеството и времето во кое живееме. Организаторите најавуваат монодрама што истовремено ќе ве насмее и ќе ве збуни, со порака дека на рецептот наместо лек пишува театар.